ВМРО-ДПМН единеска потпиша меморандум за соработка со 3 синдикати и со Сојузот на Здруженија на пензионери на Македонија. Со меморандумот се очекува да се продолжи унапредувањето на социјалниот диалог и да се реализираат проекти што ќе бидат во насока на подобрување на работничките права и подобрување на животниот стандард на работниците и на пензионерите. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. По потпишувањето на меморандумот рече дека еден од најголемите приоритети на партијата е отворањето нови работни места и обезбедувањето услови за пристоен живот на сите граѓани. Практично, програмата на ВМРО-ДПМН секогаш била и ќе продолжи да биде соединување на најдобрите реални проекти и одговор на барањата и реалните потреби на граѓаните. Ние во тој процес на реализација на политиката секогаш го почитуваме издржаното мислење и затоа сме отворени за нови идеи, секогаш во потрага по најдобрите предлози кои носат нов квалитет во нашето работење. Таквата одговорност создава и услови за растење и созревање, но и е добар коректив во нашата работа. Довербата добиена од граѓаните не е константа. Туку напротив, таа за ВМРО-ДПМН е суштинска одговорност која мора да се оправдува со секој изминат ден, со секој направен чекор. Нашата отвореност за нови идеи и предлози, за нови соработки, не прави најголемата политичка сила во која најсилниот елемент околу кој се креираат политиките е токму граѓанинот. Груевски додаде дека резултатите кои досега се постигнати се забележителни, односно отворени се над 160.000 нови работни места. Невработеноста е намалена од 38 на 24%. Утврдена е минималната плата, зголемени се пензиите во просек за 70%, а се реализираат и проектите за бесплатно банско-климатска рекреација, бесплатен јавен превоз, бесплатен туристички викенд. Се наоѓаме во период пред избори. Постојат политичари кои секогаш ќе ви кажат дека ќе направат многу работи. Многу работи и ќе бидат ветени. Но тоа се зборови. За разлика од ова, ние не само што кажуваме што ќе направиме, ние прецизно наведуваме и како тоа ќе го направиме. Затоа што ние нудиме реални и обмислени проекти и мерки кои се со прецизни рокови и динамика на остварување. Ние ветуваме работи за кои сме сигурни дека можеме да ги реализираме. Тоа сме го правеле секогаш досега и во соработка со различните здруженија и целни групи кои ги представуваат интересите на граѓаните. Ќе продолжиме да го исполнуваме уште многу други проекти. Нашата огромна предност е тоа што досега ветеното сме го реализирале честопати и повеќе од ветеното. Нашиот даден збор сега има далеку поголема вредност отколку на другите политичари заради исполнетото во минатото. ВМРО-ДПМН останува главната обединувачка сила, чија крајна цел е напредокот и подобриот живот на граѓаните. Тоа е разликата која граѓаните ја препознаваат. Синдикатите изразија задоволство од досегашниот социјален диалог со надеж дека и во иднина ќе продолжи реализацијата на проекти за унапредување на работничките права и за создавањето услови за живот на граѓаните. Барањата на синдикатите поврзани со поттикнување на процесот на колективното договарање, намалување на годините одработен однос на определено работно време, формирање на социјален солидарен фонд, зголемување на минималната плата, утврдување на бенефициран стаж за одредени категории на работници, потпишување на колективни договори во јавниот сектор, се прашања кои преку потпишувањето на меморандумот даваат можност за нивна реализација. Досегашното социјално партнерство со владата на Република Македонија, предводено од ВМРО-ДПМН со коалиционите партнери, преку јасно изградениот европски социјален диалог со социјалните партнери, во изминатите години даде историски резултати. И од Сојузот на Здруженијата на пензионери се надеваат дека ќе продолжи спроведувањето проекти со кои ќе се подобрува животниот стандард на пензионерите. Колку бенефити добија пензионерите во овој период? Го збогативме стандардот на пензионерите. Еве најновиот податок. Денеска со ова зголемување на пензиите за 5% во вкупната маса,
Prosečna penzija во Македонија веќе изнесува 13.745 денари. Тоа се 223 евра. Тога нема никој од нашето окружување, ни една земја го нема.